Оризот од кочанско не е генетски модифициран, покажа суперанализите направени во германската лабораторија Eurofins Host Testing во Софија. Како што соопшти денеска директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Благо Индов, станува збор за сортите ориз кои по првичните анализи на Факултетот за ветеринарна медицина покажа присуство на ГМО. Резултатите од суперанализата на позитивните примероци ориз кои беа испратени во акредитирана лабораторија на ЕУ се негативни. Тоа значи дека оризот од кој беа земени примероците не е генетски модифициран, истакна Индов. Инспекторатот исконтролирал повеќе складови и земал вкупно 7 мостри од сомнителни сорти. При тоа кај 2 мостри резултатите биле позитивни за ГМО поради што били испратени на суперанализа. Контролите продолжуваат, примероци за анализа ќе се земаат и од следната реколта од оние сорти за кои сметаме дека се сомнителни, рече Индов, кој оценува дека производителите во кучанско нема да претрпат штети, зашто анализите се спроведувале во период додека оризот се уште бил во фаза на стасување, а жетвата доправа ќе почне поинтензивно. Во очекување на резултатите од испитувањата во Кочанскиот регион на оделни парцели почна жетвата на оризот. Земјоделските производители се задоволни од почетниот принос, што се движи околу 600 килограми арпа од декар, но го потенцираат проблемот со откупот, ниските цени и информациите за присуство на генетски модифициран ориз на пазарот, што се сомнева дека може да им направи проблеми во време и особено по завршување на жетвата. Од годинашната реколта се очекува да се ожнеат на 26.000 тони оризова арпа, но поради актуелните состојби со откупот, земјоделците се сомневаат дека ќе можат да го продадат.